Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија ќе биде големите сили и нивната политика во однос на името на Република Македонија. Во текот на април ќе се случат претседателските избори во Република Македонија. Прашањето за името е битен сегмент на таа претседателска функција во рамки на Република Македонија и во оваа емисија ние ќе се обидиме да анализираме низ какви премирежја помина Македонија и каква била позицијата на петте најголеми сили во Европа и во светот, тоа е Америка, Велика Британија, Франција, Германија и Русија во однос на прашањето на името. За потребите на ова вечерашна емисија ние ќе користиме одредени сегменти и парчиња од мојот документарен серијал Најдолгиот пат за Република Македонија. За решавање на кризата на поранешна СФР Југославија, тогашната Европска економска заедница, а денешната Европска унија, ја формираше Бадентеровата комисија, на чие чело се наоѓаше угледниот уставен судија од Франција, господинот Бадентер, а негов заменик беше подоснежниот претседател на Германија, господинот Херцог. Таа Бадентерова комисија беше формирана да најде одредено соломонско решение или одредено правно толкување на кризата или разврската во однос на поранешна СФР Југославија. На почетокот на 1992 година таа Бадентерова комисија носи одлука, врз база на која одлука само Словенија и Македонија ги исполнува условите да бидат независни држави. Тогаш изгледаше дека патот кон независност на Македонија ќе биде многу лесен, меѓутоа за жал, под последните 20-22 години тоа не го потврдија, почитувани гледачи. C'était l'espérance que le conflit pouvait encore se résoudre par la voie de la sagesse juridique. Hélas, ça n'a pas été. Мислам дека тоа барање за независност беше подкрепено со сите релевантни документи кои можат да доведат до заклучок дека ние сме исполниле сите услови за независност. Оттаму и дојде тоа видување и тој заклучок на Бадентеровата комисија дека Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за независни држави. Тоа е историски документ. Тој не може веќе со ништо да се избрише. Од 15 јануари 1992 година и тој извештај на Бадентеровата комисија до денес се поминати некаде 22 години. Во целиот тој период прашањето на името е како на рингла цело време. Малку се подгрева, малку се лади, меѓутоа тука тоа е она прашање кое не околу нозете или околу вратот врзано. Интересно е после 22 години да пробаме да ги нијансираме позициите на тие клучни играчи на меѓународната сцена во однос на прашањето на името на Република Македонија. Кој од овие држави, говорам за Америка, за Франција, за Велика Британија, Германија и Русија, има најчист, ајде да речеме, најкоректен однос во однос на македонското прашање за името? Според вас? Па јас би рекол дека сите имаат коректен однос. Никој во нашите взаемни разговори тогашни не го поставуваше тој услов за нивното признавање. Но она што моравме бргу да го учиме е дека во таа анархична структура на меѓународното општество, каде што не постои централна власт, која што би се јавила како арбитар во односите меѓу државите, спор со една држава, на една држава со друга, преку некој каскаден систем се прелева и на односите на другите држави. Оттаму, кога ќе ги ставиме нашите соговорници, големите сили, да избираат меѓу нас и Грција, секако интересите ќе ги наведат кон Грција. И она што моравме бргу да го научиме е како да најдеме излез од таа ситуација, така што ќе им дадеме простор и на тие држави да си го сочуваат она што им е битно за нивниот државен интерес, а тоа е да не ги расипат односите со својот сојузник. И тука почнуваат маките. Германија е таа суперсила која движи Европската унија. Со помош на Германија, Хрватска и Словенија стана независни држави. И се додека Германија или господјата Меркел не се вклучат во решавање на тој македонско-грчки спор,
тогаш тешко ќе може да се најде решение на тој спор со оглед на една таква пасивна улога во која сега се наоѓаат американците, предводени од господинот Барак Обама. Минатата година имаше одредени навестувања дека госпоѓата Меркел би можела многу поактивно да биде вклучена во тој спор. За сега нема ништо од тоа, меѓутоа во овој момент е многу битно да се види каква беше германската позиција во однос на името изминатите 23-4 години. Некаде пред 10 години во Бон, значи на периферијата на Бон, ја снимам интервју со последниот германски амбасадор во СФР Југославија, господинот Таиф, за време на кризата во Македонија 2001 година, ако не се лажам, тој беше амбасадор на НАТО во Република Македонија, близок пријател со господинот Геншер, на испраќање, значи на излегување од куќата на господинот Таиф кај што снимавме, го гледаме во прошетка господинот Геншер. Се представувам дека сум од Македонија, го замолувам дали би сакал нешто да каже за наша телевизија на тема Македонија, прашањето со името со Грција, тој одмам нарече не тоа не е заинтересиран, а тоа што имал да го каже за Македонија го има во неговите мемари. Ги побарав мемарите, огромна книга, некаде 400-500 страни, максимално пола страничка посветено за Македонија, спомнува една средба 89-та година во мало германско градче на фестивал за музика или за филм и средба негова со Константин Мицотакис, како што вели мојот стар пријател, поранешен грчки министер за надворешни работи, сега грчки премиер, на кој јас му ветувам дека Германија со сите сили ќе брани грчката позиција. Сите обиди со Геншер, да речеме, кои ги имавме, се сеќавам на една средба на председателот Глигоров со Геншер, кога бевме на еден ручек во Германија, една незаинтересираност за нашата ситуација, исто слично и со една посебна средба која имав со него. Германија апсолутно не сакаше да влезе во конфронтација со друга држава членка на Европската Унија. Меѓу другото, ако гледаме и од аспект на Германија, заради тоа што таа голема држава има одговорност за единството на Сојузот. И ако така се постави проблемот, тогаш поважно им е единството на Сојузот отколку проблемите на еден мал аспирант, како што е Македонија. Во малото германско градче Бајерутху, тоа бурно лето, 1991 година, се одржа средба меѓу старите пријатели. Тогашниот грчки премиер Константин Мицотакис и германскиот министер за надворешни работи Ханс Дитрих Геншер. На таа средба, Мицотакис доби ветување од Геншер дека Германија ќе почитува грчката волја да не биде признаена македонската држава под незиното уставно име Република Македонија. Таквото германско ветување беше потврдено неколку месеци подоцна на средбата меѓу Геншер и грчкиот министер за надворешни работи Антонис Самарас, кој се одржа во Бон. Како резултат на таквиот договор, на неопределено време беше запечатена судбината на Македонија. Како контрауслуга, грците застана на страна на германците и на средбата која на 16 декември 1991 година се одржа во Брисел, не ставија вето на признавањето на Хрватска и покрај противењето на нивните стари пријатели на Балканот, србите. Господинот Клаус Кинкел беше министер за надворешни работи на Германија, претходно неколку години беше шеф на германските тајни служби. Ние со него снимавме во седиштето на Deutsche Telekom во Бон и гледате на еден каков лесен и брутален германски начин тој ни соопштува како Македонија, тамо некаде пред 10-15 години, според негово мислење, требаше да го смени името. Naja, war natürlich, was die Bezeichnung Mazedonien anbelangt, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Griechenland, sehr hartleibig und ich habe damals immer Kompromissformen gesucht. Иако во таа Бадентерова комисија имаше и судија од Германија, исклучително угледен, ако не се лажам, господинот Херцог, кој стана и председател на Германија. Тоа е точно. Тоа веќе беше првата голема лекција за односот меѓу правото и политиката во меѓународните односи. Да не се лажеме, на почетокот на 90-тите години Алој Смок и Австрија одработува за големата Германија, кој во тој момент својата енергија најмногу сакаше да ја посвети на тоа германско обединување, на признавање на Словенија и на Хрватска, а тоа што Германија не сакаше да го каже во однос на македонското прашање, го правеше или го кажуваше Австрија. Es war nicht eine Hilfe, nur war es auch in Griechenland bekannt, dass Außenminister Mock sehr gute Beziehungen
zu allen Balkanstaaten gehabt hat und auch zu Mazedonien. Господинот Алберт Рохан, кој беше десна рака на вице-канцеларот господинот Мок, односно ги одработуваше тие тајни или валкани работи од тој македонско-грчки спор во интерес или во корист на грците и на господинот Мок, 15 години подосна повторно го праќаат на Балканот, односно меѓународната заедница повторно го праќа на Балканот како десна рака на Матија Ахтисари во тој процес на наоѓање решение за кризата помеѓу Србија и помеѓу Косово, односно за функционирањето на таа комисија на Матија Ахтисари. Ich bin nur mit einem Kollegen aus dem Völkerrechtsbüro hinuntergeflogen nach Skopje und traf zuerst mit Außenminister Malewski und dann mit Präsident Gligorov zusammen und war am Abend wieder in Wien. Das war diese Aktion. Дали можеме однесувањето на Австрија да го сметаме како продолжена рака на Германија, односно Австрија многу покомотно да ги соопштуваше ставовите или да учествуваше во одредени договарања, а во интерес на Германија, бидејќи ако не се лажам, првите предлози околу тој модел на промена на името или договарање на одредено име кое подоцна ќе биде финансиски стимулирано за Македонија, доаѓа од Австрија, од Алојс Мок, тогаш вице-канцелар на австриската влада и министр за надворешни работи, вклучително влијател на мокна личност, и таа негова средба со Васил Топурковски, кај што тога се разговараната, ние цело време велиме дека Грција не отстапила од своите почетни позиции, што не е точно. Почетните позиции на Грција беше или да ја нема Република Македонија, да не постои, да се дисолуира помеѓу два дела, едниот кој бидел, не знам, Србија, другиот кој бидел со албанците во Албанија, и втората црвена линија на Грција да има име таа држава во која нема да биде содржан зборот Македонија. Тоа се почетните позиции. Затоа првите предлози на Алојс Мок се република или држава на реката Вардар, Централно-Балканска република. Алојс Мок во интервју кој го има со мене потврдува дека некои слични предлози давал. Интересно е дека тогаш е државен секретар господинот Рохан кој се појавува во оние преговори за Косово 15 на години подоцна. Да, две работи за Австрија. Од една страна, тие беа како држава заинтересирани да овој джин Југославија кој што ги притискаше поможност се расцепи. Австрија во тој период не е членка на Европската унија. Австрија не е членка. Станува дури 92 ако не се лажам, меѓутоа влага во вакви гешефти на преговори околу името. Првите преговори се сепак со Австрија. Тоа е пакетот МОК. Така е. Кај што после тој пакет МОК Васил Топурковски е елиминиран од тој период од политичката сцена. Така е. МОК имаше една многу интересна, со него ме врзуваат неколку средби и една запрепастувачка средба во Њу Јорк, кога ми рече дека ние не сме високо на агендата на австриската политика, бидејќи кај нас е мир, но кога би избила војна, може би дошле повисоко на агендата на австриската политика, на што јас реков no thank you. Благодарам за Добро, тоа. така директно ги кажат професоре тие ставови? Ова најдиректно ми беше казано на големо запрепастување и на нивниот амбасадор со кој што станав пријател подоцна во Њу Јорк, Сухарипа, и се сеќавам коментиравме и тој еднаш рече, ја не знам што му стана, така да даде изјава. Момент на искреност. Момент на искреност. Значи, можеше тоа да се протолкува и направете војна во Македонија, ќе имате поддршката. Но Австрија во тоа време, помагајќи ја Словенија и Хрватска, едновремено сакаше да и се доближи на Грција. Јас само така можев да го протолкувам ангажманот во однос на Македонија. Бидејќи во принцип држава која што е аспирант за членство на Европската унија, а тоа беше Австрија во тоа време, гледа во никој случај да не си ги комплицира односите со државите членки на унијата. И тие сакаа да направат нешто што ќе ја зајакнеше нивната позиција визави унијата и што ќе им донесе поддршка од Грција. Затоа го дава тој пакет. Јас мислам за тоа и јас така и се однесува. Тие се тие предлози Централно-Балканска република, република на реката Вардар. Така. И тоа беше една од причините зошто, да речеме, именуваниот државен секретар, Рокан, се викаше, долета една сабота
на разговор со мене и со председателот Глигоров. Јас бев на таа вечера како приватно лице, а од МОК ја примив грчката понуда за промена на името. Um es genau zu sein, ich habe mit griechischen Diplomaten und Politikern auch darüber gesprochen, aber nie in einer irgendeiner offiziellen Verwendung, dass ich Vermittler sei oder sonst was. Он бил на одмор како партнер на Нова демократија, представник на Народната партија од Австрија, лидер на Народната партија, и на тој одмор Мицотакис му рекол под кои услови Македонија евентуално би можела да прифати промена на името. Условите на прв поглед извонедни. Тој мене ми рече дека грците предвидуваат дека можеме да добиеме поддршка на ниво на 3 милиарди долари од меѓународната заедница, дека би можеле да добиеме асоцијативен статус со Европската заедница тогаш. Und das haben die Nazis dann nicht gemacht. Русија имаше многу мала улога во тој процес на признавање на Република Македонија, односно во тој процес и тој спор помеѓу Македонија и Грција околу името на нашата држава, бидејќи тогашната Русија не е ни блиску до моќта кој има денешна Путинова Русија, бидејќи тогашната Русија на Борис Јелцин де факто беше економски и политички фрлена на колена. Каква е позицијата на Русија во времето на Јелцин, кога е председател на Русија и кога министар за надворешни работи е господинот Козириев? Ние слушнавме две варијанти. Едната варијанта на Блаже Ристевски дека тој како вице-премиер на владата на Клюсев има официјална посета на Русија и на Украина кај што е договарано нивното признавање, а втората приказна е приказната на Желјо Желев кој вели дека на негово директно инсистирање за време на посетата на Јелцин на Софија е договорено признавање на Македонија под уставно име од страна на Руската Федерација. Русија во тоа време беше во страот на неволја. Мислам, се распадна Советскиот сојуз, место во демократија отидоа директно во хаос. Ако само доволно е да се присетиме дека тој хаос толку се искомплицира што во еден момент беше извршен државен удар врз Горбачов, потоа кога Јелцин ја превзеде власта и настана дисолуција на Советскиот сојуз, опозицијата во парламентот не беше изфрлена од парламентот како кај нас, истуркана, туку со топови се пукаше врз опозицијата и буквално со топови се пукаше во зградата. Така што Русија не беше адресата за некакви посериозни пробиви на Македонија. Се знаеше Брисел, Европската заедница, односно Унијата подоцна, по Мастрихт, и Вашингтон. Тоа беа тие центри. И колку да беа тешки, тука мораше целото наше внимание да се сверти. Иако јас тоа веќе го имам објавено, сепак е интересна приказната на поранешниот бугарски председател господинот Желјо Желев за тоа како под негово влијание и на негова сугестија Елцин и Русија ја призна Македонија под уставното име. И треба да отидем веќе на пресконференција. Двамата даваме пресконференција в официјалната зала в Бојана. И по пътя към дом номер 2, където трябва да бъде пресконференцията, казвам, Борис Николаевич, подписали указ. Той каза, момент. И вика на външния министър, Козарев, иди сюда, ела тука. Що Борис Николаевич идва, външния министър? Ами, пише указ. Указ да напише. Кой указ? Указ о признании Республики Македонии, Российской Федерации. И външният министр сега остава в небрано лозе, наказва как здесь напишеш. И той казва, ама печата остана в самолета на летището, казва външният министр. Елцин се замисля малко. Казва, обръща се към мен и казва, добре, ние днес ще я признаем. Аз ще обявя на пресконференцията пред всички журналисти, и вашите, наши, и от Европа журналистите, че днес Русия признава република, официално Република Македония. Ще я признае.
А когато отидем на летището, веднага на машината ще бъде написан указа и аз по радиото ще ви се обадя, че в този момент е подписан и подпечатан указа за признаването на Македония. И действително те вече бяха излетели към румънската граница. Дойде радиограмата, че е призната официално Република Македония от Руската федерация и ние пазим този документ. Тук нека да правим мала пауза за реклами и се вракаме за няколко минути. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Во 2008 година му се лутевме на Саркози за тоа што го направи во Букурешт и за тие изјави кои ги даваше после самитот на НАТО во Букурешт, меѓутоа цело време од 1991 година до денес Франција игра улога која е на страна на Грција. Клучна е улогата на Франција. Денес од денешен аспект можеби ние не сме свесни каква е таа улога на Франција некаде пред 20-22 години, меѓутоа луѓето кои ги познаваат тој работи велат дека Франција најдиректно помагала на Грција кога се носи таа Лисабонска декларација, кај што е став на тогашната Европска економска заедница, тоа е некаде мај-јуни 1992 година, после тоа паѓа владата на Никола Крушев, дека би била призната Република Македонија ако во името на државата не е содржан зборот Македонија. Вела дека најголема помош тогашната грчка влада добива всушност од Франсуа Митеран, иако половина година претходно французинот Бадентер е начело на комисијата која носи таков извештај кај што вели дека само Македонија и Словенија ги исполнуваат условите за признавање. Многу интересно што и покрај сите најави за новиот светски поредок, за новата Европа, за Европа на владење на правото и човековите права и правата на државите на самоопределување, многу беше интересно да се забележи како од длабочината на историјата извираат истите тие релации меѓу државите кои што постоеле со столетија наназад. Германија застанува зад Хрватска и Словенија, Франција застанува зад Србија и Грција. Никој не застанува зад нас. Улогата на Франција, улогата на Франсуа Митеран е клучна при носење на таа Лисабонска декларација, која е најтешката одлука на Европската економска заедница или денешната Европска унија во однос на името на Република Македонија, односно според таа одлука Македонија ќе може да биде призната од страна на Брисел само ако во името на државата не беше содржан зборот Македонија. На 14 јануари 1993 година Киро Глигоров во Париз се сретнува со Митеран, францускиот министер за надворешни работи Ролан Дима, и на големо изненадување со тогашниот генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации, Бутрос Гали. Македонија ја отфрла понудата за арбитража која беше прифатлива за Грција. Дали ќе постигнете компромис со Грција во врска со името на Републиката? Ние за цело време нудиме цела серија компромиси. Toujours que nous offrons toute une série de compromis. До сега за жал без успех. Malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas abouti. А би сакале да живееме во мир, во пријателство. Nous aimerions habiter en amitié et en paix. И во полна соработа. 93 година, почетокот на самата 93 година, Франција излага со еден предлог за арбитража
Значи многу слично на тоа што беше со Бадентер и Бадентеровата комисија направена, меѓутоа арбитража која била составена од 3 члена. Нешто слично прават сега со Пиранскиот залив. Тамо има еден член од Словенија, еден од Хрватска и по еден од Велика Британија, Франција и Германија. Тогаш таа арбитража требаше да брои 3 члена, колку што јас имав информација. Тоа и Глигоров ми окажа, значи неколку дена после неговото враќање од Париз беше поприлично разочаран бидејќи Митеран маса, а тога случајно во Париз се јавува или се појавува и Бутрос Гали, во стелна маса предлог да биде формирана трочлена арбитражна комисија, еден представник на Грција, еден представник на Македонија и нормално председател француз, и дека ќе се донесе одлука со надгласување и дека ќе французинот всушност ќе одлучи кое име било на државата. Излезе таков предлог Митеран. Јас на таа средба не бев со председателот Глигоров, тоаш веќе почнавме да работите тргна во една лоша насока со приемот во Обединетите нации под ФИРОМ. Нашиот однос кон британците се смени и нивниот предлог за кој што многу малку се зборува овде. Така што да, знам дека имало таков предлог, меѓутоа секогаш опасноста е дека малата држава ќе го излече по дебелиот крај. И го разбирам председател Глигоров што ја одминал оваа сугестија. После таа Лисабонска декларација Македонија влегува во ќорсокак и паѓа владата на Никола Кјусев. Кој е за тоа да не и се даде доверба на владата, молам да крене рака. Македонија влегува во политичка криза. На 7 јули 1992 година во Македонското собрание, помалку неочекувано, на првата македонска посткомунистичка влада и беше изгласана недоверба. Констатирам дека собранието изгласа недоверба на владата на Република Македонија, бидејќи за тоа гласаа мнозинството од вкупниот број пратеници. Тогаш британскиот министер за надвршни работи, господинот Даглас Херт, доаѓа во една ненајавена посета на Македонија. Ние интервјуто со господинот Херт го снимаме во Лондон, во домот на лордовите. I went to Skopje twice. I was very friendly received, I remember. I mean, Britain is not an enemy of Greece, but I was always saying in private, look, your attitude does not seem to us reasonable. So I thought it would be a good idea. We thought it would be a good idea, to make such a rather low-key diplomatic initiative in order to see all the time whether we could make some progress, find a solution which would enable Europe as a whole to go forward and welcome Macedonia without inflaming the Greeks. Значи, ние имаме една тотално изгубена позиција после Лисабон и Лисабонска декларација. Меѓутоа на наша среќа втората половина на 92 година, како председавач на Европската економска заедница доаѓа Велика Британија, Даглас Херт, тогашен министер за надвршни работи, подоцна лорд, примерно во домот на лордовите во Велика Британија. Имаме едно интервју со него снимено баш во домот на лордовите и тога се отвора тој процес. И од една изгубена позиција ние почнуваме чекорче по чекорче да ја правиме Македонија во една позиција која можеби еден ден ќе се отвори за едно финално, конечно решавање на тоа прашање кое ни тежи веќе со години и со децени. Има клучна улога Британија во тој процес? Две држави се најзаслужни за македонската независност. Соединетите американски држави, кои што под плаштот на отварање на канцеларија на ОССЕ го испратија Роберт Фроик, поранешен дипломат и пријател на Лоренс Иглбергер во Македонија, да отвори канцеларија тука и да биде нашата директна врска меѓу Скопје и Вашингтон. Потоа работеа на носење на војници од Германија на аеродромот во Петровец како сигнал до соседните земји дека оваа територија не е за земање, и потоа продолжија да не поддржуваат колку што можат, без да си ги загрозат интересите своји како голема сила. И втората држава, која исто така беше важна и која мислам ја спроведуваше својата политика координирано со американската, беше Велика Британија. Велика Британија
прв пат, уште на самиот почеток на нашата независност, испрати свој представник од Министерството од Foreign Office, така беше најавено, на разговор со мене. Лично беше барано на разговор со министерот. Кога дојде тој човек во мојата канцеларија, рече, сега една работа треба да ви кажам. Кога дојде на еден тежок начин, вртејќи околу низ Грција или каде веќе имаш аеродроми, рече, јас сум представник на intelligence, на British Intelligence. Значи на британската разузнавачка служба. Дојден сум тука да се договориме како да добиваме по-добри информации за вас како држава и што всушност се случува со ова. Внимавајте какви се впечатоците или какви се анализите и исказите на поранешните британски дипломати кои биле вклучени во тој спор помеѓу Македонија и Грција, и то не само на Робин О'Нил, кој пред 22 години играше таа улога која денес игра господинот Нимиц, туку и на најмладиот министер за надвршни работи на Велика Британија, господинот или лордот Дејвид Овен, кој некаде на почетокот на 90-те години беше клучен во решавање прво на таа југословенска криза, а после 93-та година и приемот на Македонија во рамки на Обединетите нации заедно со господинот Сайрус Венс беше означен или избран да биде дел од тимот на преговарачи кој требаше да го реши тој спор помеѓу Македонија и Грција, и Овен и О'Нил смета дека на почетокот на 90-те години грците сака или да исчезне Македонија или Македонија да се врати во прегратките на поранешна СР Југославија или денешна Србија. I must say frankly that there were times during my negotiations when I asked myself whether the Greek government really wished to see the Republic of Macedonia succeed. It seemed to me, and here I'm not saying this was the view of the Greek government, but I could see that logically it would be much simpler for Greece if Macedonia became part of Serbia once more and simply disappeared. If Macedonia couldn't establish good relations with Greece, then they would be driven back into an accommodation with Serbia. Робин О'Нил го дава тој предлог Република Македонија во заграда Скопје. Сега имаше неколку варијанти. Таа варијанта за која ние разговаравме изминатите 20 години е Република Македонија во заграда Capital City или CC Скопје. Тој предлог Глигоров и го бранеше на една собраниска дебата, на една собраниска расправа. Тога се случуваат одредени инциденти, па дури физички напади, нели, врз вас. Меѓутоа тој предлог беше ставен на маса. Кога сега разговараме со дел од актерите на таа цела кореспонденција, тајна дипломатија, вела дека сте имале одредени сигнали од британците и американците дека ако Македонија го прифати тој предлог, дека би можело да се случи Британија, посебно Америка, и еднострано да ја призна Република Македонија во тој момент. Дали имало такви сериозни сигнали? Дали тој предлог Република Македонија во заграда Capital City Скопје беше од една таква тежина пакет? Оно што е проблем во меѓународните односи е дека не можеш да знаеш за нешто што не се случило. А да се изоди патот уште еднаш, пак не може. Значи се случи она што се случи. Што ќе беше ако бевме покооперативни и ако тргневме по тој пат кој што ни го предложи на средбата во Даунинг Стрит 10, британскиот премиер Џон Мејџор му го предложи на председателот Глигоров, одете во Обединети нации со ова име. Не одете со уставното име, одете со името во заграда Скопје. Тоа го предлага Џон Мејџор Тоа директно. Џон Мејџор на еден состанок кој го имавме во Даунинг Стрит 10. Тоа може да се смета за највисоката точка на Тоа е некаде 8-10 декември 92 година, ако не. Тоа значи пред самитот во Единбург. Така е. Тој го покани председател Глигоров тука. Беа лути многу на поведението на грците, очигледно, тоа не го покажуваа, се разбира. Меѓутоа, знаејќи што се случуваше релација Скопје-Атина и што ни кажуваше О'Нил за како го пречекувале тамо, а како го пречекувавме тука, каква спремност за диалог покажувавме тука, а какви обструкции наоѓаа тамо, ги собравме
сите симпатии од британците. До последно. И тогаш британците решија да застанат зад нас. Тогаш Меѓер ви предлага под Република Македонија Скопје да се оди во Обединетите нации? Тоа беше неговиот предлог, се разбира. Председател Глигоров му рече, доколку можете тоа да го изведете. Во Македонија. Во Македонија, тоа треба пред парламентот. Даде согласност. Но што вие ке... Глигоров? Па Глигоров тогаш веќе беше одлучил дека нема да се оди по тој пат на барање компромис, дека е тоа премногу политички опасно и дека може да предизвика поголеми штети од корист. Тој предлог Република Македонија Скопје ни се враќа 2008 година пред Букурешт. Да, ама тогаш веќе, што ви рекле англосаксонците, премногу доцна и премалку. Too little, too late. На почетокот немавме идентитетски спор. Ставот мој на председател Глигоров е дека ние не смееме битно да се отклонуваме од она што представува наш базичен идентитет, кој го признаваат сите. Цел свет го признава, ако не нашите соседи. Али остатокот од светот го признава. Сега имаме проблем каде што остатокот од светот не го признава ова што ние го зборуваме, а не само соседите. Значи во тој момент таа идентитетска тема која што грците упорно се обидуваа да ја наметнат, не постоеше. Затоа што ние одбивавме да ја ставиме на маста. Има и еден интересен разговор кој го имав со генералниот конзул тогашен на Грција тука. Што наоѓате како мана во поведението на председателот Глигоров и моето како министер за надворешни работи? Кажите ми да го поправиме. Што? Одговорот беше ништо. Па зошто се ова го правите? Одговорот беше има други со други идеи во Македонија. Уште тогаш? Уште тогаш, 91 година. Од тогаш се почна со провокации, со притисоци, со блокади и така натаму. И она што беше една модерна, либерална идеја, беше смачкана и почна да маршира македонскиот национализам каков што е и заврши. Почна со 2 книги, нели, полека за Александар и Филип и заврши во огромни монументи. Нешто што сега веќе и остатокот од светот не го прифаќа. Дури после тој самит на Европската економска заедница декември 1992 година во Единбург, Македонија добива зелено светло прашањето на името да биде решавано во рамки на Обединетите нации и токму од тие причини 4 месеци подоцна Македонија станува членка на Обединетите нации по таа привремена референца по ранешна Југословенска со мали букви Република Македонија, меѓутоа еве како оди целата таа операција. 1993 година Македонија како поранешна Југословенска република станува членка на Обединетите нации. Одлуката Македонија и решавањето на спорот за името да не го бара во рамки на Европската економска заедница, туку да го бара во рамки на Обединетите нации, се носи на самитот во Единбург, тоа е декември 1992 година, и тогаш Македонија е упатена да го решава тој проблем во Њујорк. Доаѓа тој предлог поранешна Југословенска република, тогаш значи постојани членки на Советот за безбедност се Велика Британија и Франција, меѓутоа и Шпанија како непостојана членка е присутна во Советот за безбедност. Амбасадор на Велика Британија подоцна станува сер е господинот Ханеј и тој го прави на некој начин тој предлог поранешна Југословенска република и го врзува целиот пакет на влез на Македонија во рамки на Обединетите нации. Вака, амбасадорите таму имаат чисто техничката улога. Предлогот Former Yugoslav Republic of Macedonia се вртеше уште многу одамна, меѓу разните предлози. Ми го имаше кажувано и година дена пред, ако не и година дена секако пред, и Фроуик и други кои доаѓаа тука, изборуваа за таа идеја. Значи година дена се работи на тој? Да, се работат на разни опции. Сега моментот доаѓа. Значи една година претходно, значи пред да бидеме примени во Обединетите нации како поранешна Југословенска република Македонија, си постои
тој предлог. Значи, тој предлог флуктуира, значи, се става, се тестира, се опипува пулсот. Така значи, тоа го одбра тие на кои што им рековме одберете. Сами да учествувавме во тоа, ќе беше многу болно, но ќе моравме да се соочиме сами со себе. Не сакавме тоа да го направиме и им го оставивме, им го препуштивме на другите. Другите, во конкретниот случај британците, пред се, и нивните сојузници, но британците беа најактивни, сметаа дека е тоа неутрално, да речеме, како решение, од кое што, како одредница која подоцна низ дебата ќе се најде и финалното решение. Интервјуто со поранешниот британски амбасадор во Обединетите нации Сер Ханеј го снеме во неговиот дом во Лондон и еве што во тој интервју тој кажува за нашата емисија. Resolution of the Security Council was drafted and put forward by Britain, France and Spain, the three EU countries on the Security Council. And it contained, of course, the name former Yugoslav Republic of Macedonia. Does that mean that those three countries invented that name? No, it does not. It means that they received that name from the negotiations that were going on between Cyrus Vance and the governments in Skopje and in Athens. Во периодот од 93 до 95 година, значи после приемот на Македонија во рамки на Обединетите нации, односно кога Македонија станала членка на Обединетите нации и потпишување на таа времена спогодба со посредство или спонзорство на американците, на господинот Ричард Холбрук, се случуваат две тешки години за Република Македонија, години исполнети со одредени тензии, санкции, ембарга на границите и силен притисок, посебно преку лордот Дејвид Овен, Македонија да го смени името, односно името Република Македонија да биде заменето со име Нова Македонија. Mr. Vance and I suggested, wasn't it New Macedonia? Spelling the Macedonia with a K. Yes. Or I don't mind, I don't care. Except, it's an issue which will be resolved by common usage. Look, you and I have talked about Macedonia. I haven't spent my time saying to you the former Yugoslav Republic of Macedonia or Fyrom or anything like that. And if we'd been talking 10 years ago, I'd have interrupted the conversation and I'd have said, you mean the former Yugoslavia Republic of Macedonia or Fyrom. I'd have had to gone through this linguistic thing. Now I don't bother. Now, of course, I'm out of government. But most people who in the UN don't go through all that, they call it Macedonia. На крај, во целата игра се вклучуваат американците, тоа резултира со потпишување 95-та година на времената спогодба, а некаде 2004 година со признавање на Македонија под незиното уставно име од страна на Соединетите американски држави. Каква е американската политика во однос на името? Значи, во периодот кога се распаѓа Југославија, министар за надворешни работи е Джеймс Бейкер, еден од мокните играчи на тоа нафтено лоби во Тексас. Тој доаѓа во Белград, ви имате со Глигоров средба со него во македонската соба во Федерацијата или Сојузната влада на Југославија и тој кажа дека Америка не планира да војува за Југославија, односно де факто и вели, вие може да војувате меѓу себе, Америка нема да се меша во тој конфликт. Меѓутоа, американската политика во наредните 20 години е коректна или најкоректна во однос на македонското прашање. Глигоров во своите мемуари отвара едно прашање дека во време на стариот Буш, кога Джеймс Бейкер оди да биде шеф на неговиот изборен штаб, бидејќи стариот Буш се спрема за втор претседателски мандат, тогаш заменикот министар за надворешни работи всушност станува вршител на должноста државен секретар за надворешни работи, тој е пријателот на Македонија Лоренс Игелбергер. Дали во тој период постои размислување на американците? Глигоров говори за една средба во Стокхолм, во Шведска, да биде призната Македонија под уставното име. Личноста на Лоренс Игелбергер е нешто што ќе остане запишано во оваа историја на македонско. Лоренс од Македонија, така го нарекува. Да. Млад секретар во амбасадата во Белград во 1963 година бива испратен после земјотресот да организира помошта на американска за Скопје. И тука тој го добива прекарот Лоренс од Македонија. Ние кога дојдовме тамо,
на позиција, јас кога станав министер, нели, една од првите работи што ни беше укажано е имате вие ваш човек тамо, вториот човек во State Department-от, кој подоцна стана и прв човек, министер. И се разбира, почнавме комуникација со него. На една средба која имавме во Хелсинки, се сеќавам почна со разговор кога седнавме и вели го добив твоето барање да разговараме и си реков себе си лајненици ке морам да му ја кажам вистината, преведено од англиски. А вистината е следнава. Ке ја признаеме Словенија, Хрватска и Босна. Македонија нема да ја признаеме. Јас ја разбира, рипнав, ама зашто, па како? Тој имаше еден стап, фати да ме удира по нога, пријателски, седи да ти објаснам. Што е објаснувањето? Објаснувањето е имаме избори. Но ветувам, штом завршат изборите, ќе го викнеме председателот Глигоров, дојди со него, во Белата куќа ќе поразговараме околу оваа тема. Изборите завршуваат, одиме во Белата куќа, не прима Иглбергер заедно со овој генералот Скокрофт, кој беше National Security Advisor. Седнуваме, почнуваме да зборуваме. Знаете ли што се случи? Знаеме. Изгубивме избори. Не можеме да ве признаеме пак. Ајде се од почеток. Што правиме тогаш? Одите во Обединети нации, во меѓувреме, додека се конституира власта на Клинтон, ние не можеме да превземеме ваков чекор. Не е во ред во нашите меѓусебни односи. Но пред да се конституира Клинтон, останува уште неколку месеци, нели, власта да се инаугурира, ќе ве поддржиме под итно да влезете во Обединетите нации, да видиме како и така натаму. Така што тоа се тие моменти, игри, мора да се свати реалноста, мора да се прилагодиш на неа, да не плачеш, може да ќе плачеш малку и после одма да се зафатиш со новата ситуација, новата реалност. Дури Буш, помладиот, нас не призна само 1-2 дена после неговата победа и добивање на втор мандат на председателските избори. Тоа што не успе да го направи неговиот татко, кој ги изгуби изборите од Клинтон. Така, и тука сигурно има она пријателство што го имал со Трајковски, но има и ова минат труд приказ на Глигоров кој што го ценеа, го почитува американци. Овде некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме за неколку минути да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрилактив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ. Ова беше емисијата во Центар Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.